на починатите и повредените од дискотеката Пулс дадовме повеќе од доволно време да дојде правдата на нашите деца. Ние, родителите и роднините на починатите и повредените, оставивме доволно време на органите на прогонот да спроведат детална и неселективна истрага. Но во изминатите неколку недели овие институции ни ја потрошија и последната тронка надеж и доверба дека ова држава може да не заштити. Овие институции одново ги убија нашите деца. Одново ја убија надежда во нас дека оваа трагедија, ако ништо друго, ќе биде барем лекција за во иднина и никогаш вакво нешто нема да се повтори. Министерот Тошковски и обвинителот Коцевски ни должат одговор како е можно полицијата да прави акцијска контрола во објект кој воопшто не смеел да работи. Објект кој во моментот немал никаква валидна лиценца, никаква дозвола, а имал и блокирана сметка од УЈП. Ако објектот воопшто не смеел да работи таа кобна вечер, институциите ни должат одговор кој го направил овој пропуст и кој треба да одговара што таа вечер на 16 март оваа дискотека беше отворена. Ниту МВР, ниту обвинителството не ни дадоа одговор кој ќе одговара за внесувањето на нелегалната пиротехника во објектот која е причина за пожарот. Кој е можно, како е можно и после повеќе од 80 дена од трагедијата, обвинителството и МВР да нема одговор кој е внел пиротехниката во дискотеката Пулс? Како е можно и после 80 дена никој да не го знае потеклото на пиротехниката која предизвика несреќата во која нашите деца ги загубија своите животи? Зошто не одговара никој од МВР кој согласно закон морале да ја контролираат употребата на пиротехнички средства? Можно ли да нема никој одговорен таа вечер за смртта на нашите деца и стотици повредени во Пулс? Го прашуваме јавно Тошковски и Коцевски. Каде е одговорноста на државниот пазарен инспекторат кој врши инспекцијски надзор над примената на законот во угостителството? Како е можно овој инспекторат да не увиди дека трговското друштво кое раководи со дискотеката таа кобна вечер работи спротивно на сите можни закони и процедури? Каде е одговорноста на управата за јавни приходи, која, иако претходно ја казниле дискотеката за неиздавање на фискални сметки, истата не го затворила објектот и дозволила и понатаму да ги крши законите на оваа држава, а со тоа да работи и на кобната вечер, кога нашите деца ги загубија своите животи? Каде е одговорноста на Министерството за економија, кое е било должно да извести дека истекува лиценцата на кабарето Пулс? Дали Министерството ги известило сите државни органи и ако е така, зошто дискотеката не била затворена? Господа, да ве подсетиме дека вие не гледате во очи и ни ветувавте правда за нашите деца. Па и ти Господа и викаш. Да ве подсетиме дека ни велевте да се стрпиме уште некој месец и ќе ги видиме ефектите од она што е сработено. Господа, ќе ви одговориме директно. Ние видовме едно големо ништо. Дури и овие кои ги уапсивте за неколку недели, ги ослободивте и тие луѓе денес се со своите семејства, за разлика од нашите деца кои никогаш повторно не можеме да ги видиме. Нас нема да не поколебаат коментарите на вашите ботови на социјалните мрежи. Нас нема да не поколебаат и одвртат заканите затоа што ние повеќе нема што да загубиме. Кажете што ви сгрешија нашите деца? Зошто плукате по нив? Зашто ви се криве тие кои загинаа? Ние, родителите и роднините на починатите и повредените деца на дискотеката Пулс, повеќе нема да молчиме. Ние нема да се повлечиме и ако ви е дали кокочани, кој го заборавивте и не слушате и не гледате наредниот пат, ќе дојдеме во Скопје. Ај, Ружи, сега ти. Браво! Денес не е обичен ден. Денес е најцрниот ден во нашите животи. Ден кога не тагуваат само родителите, туку ден кога целиот народ треба да се замисли, да се запре, да се соочи со совеста и со вистината која повеќе не смее да се прикрива. 62 млади животи,
две деца и повеќе нема да се насмеат, нема да сунуваат, нема да прегрнат. Гаснаа од природна несреќа, не од судбина. Тие сгаснаа зашто беа оставени, игнорирани и предадени. Додека повикуваа помош, некој ја држеше вратата затворена. Додека нивниот страв се слушаше, полицијата молчеше. Наместо заштита добија молк, наместо постапка добија немарност. Ова не е грешка, ова е престап, ова е системски криминал. Што вели законот? Македонскиот кривичен законник е јасен. Постојат членови кои директно ги опишуваат делата што се случиле и должноста на институциите да постапат. Член 353. Злоупотреба на службена положба и овластување. Службено лице што искористувајќи ја својата положба не постапило по службена должност или предизвикало штета, одговара со казна затвор. Полицијата што не реагираше на повиците. Полицајците што ја затворија вратата додека децата бараа спас. Офицери што не превземаа акција кога можеше да се спаси живот. Член 368. Несовесно работење во службата. Службено лице што со негрижа или несовесност предизвикало тешки последици се казнува со затвор. Ако несовесноста резултира со 62 изгубени животи, тоа не е грешка, тоа е злосторство. Член 361. Помагање на сторител по извршно дело. Секој што му помага на сторителот да избега од одговорност, секој што крие докази или лица, секој што одбива да сведочи или го одложува процесот, врши кривично дело. Член 386. Уништување или прикривање на докази. Снимки што ги снемало, документи што се изгубиле, извештаи што не се објавуваат, сето тоа се докази што не смеат да бидат сокриени. А што со судот? Судот мора да постапи не по наредба, туку по совест, не по политичка линија, туку по вистината. Сакаме јавна и транспарентна истрага. Сите одговорни да бидат повикани и сослушани, да се обезбедат сите снимки, извештаи, повици и сведоштва. Да нема селективна правда, ниту еден некогашен наш или нивни да не биде заштитен. Нашата порака е јасна. Нема да молчиме, нема да заборавиме, нема да простиме додека не дојде правдата. Ако државата не може или не сака да ги заштити децата, тогаш ние ќе ја бараме таа правда. Секој ден, секој час. Секој пат кога ќе се сетиме на 62 млади имиња што повеќе не се со нас. И никогаш нема да ги заборавиме. Ова не е само трагедија. Ова е повик за будност, повик за одговорност, правда и помена. И денес, јас зборувам овде како сестра. Не само на моите браќа, туку на сите деца што беа таму. Ова не е само лична болка, ова е колективна рана. И исто така, зборувам како мајка. Мајка на 2 мали деца и стравот што го носам во себе е неподнослив. Затоа што знам и мислам дека сите други знаат дека системот нема да се промени. Јас нема да молчам и изборувам затоа што ме е страв и сакам моите деца, а и сите други деца да растат во држава што ги штити, а не што ги остава во пламен, како што изгореа сите 62 деца. Ова не е политичко, ова е човечко. И доста беше тишина, време е за вистинска одговорност. Браво. Прашање ако може за родителите. Од владата рекоа дека кабинетот на премиерот е во постојан контакт со семејствата. Може ли да... Само ќе му се насмееме. Сакаме правда! Сакаме правда! Сакаме правда! Сакаме правда! Манипулација со нас нема. Сакаме правда! Освен да кажете пред нас родителите. Оставија ви пари за свеќи, дојдете земете си ги. И ние ќе ви дадеме плюс дополнително ако ви фалите за превоз. Ние патни трошкови ќе ви дадеме. Не ме слушам вас? Освен писмото од премиерот, друго немаме. Ништо Писмо без подпис. Писмо без подпис. Дала на него.
Не ви треба. Сочувствувам уште вториот ден. Он нека јаде само лајна. Друго ништо не му преостанува. Буди само знае тоа